Dobar den. Dobar dan. Nice to be here. And it was the Chinese ambassador, and we had some discussion about this one. So, yeah. You can now fix it. Добар ден на сите, почитувани господа, пред се почитуван министер за транспорт и врски во владата на Република Македонија, господин Горан Сугаревски, почитуван заменик амбасадор на Република Германија во Република Македонија, господин Марко Аквадичи, почитуван представник на Германската комора во Република Македонија, господин Патрик Мартенс, почитуван собственик на компанијата Акомпласт, господин Штиклер, почитувана управител на Injection Molding Прилеп, господја Инес Андре, почитуван управител господин Франк Михаелис, почитуван градоначалник на Прилеп, господин Маријан Ристевски, почитуван митрополит, господин Петар, почитувани дами и господа, а пред се почитувани вработени во овој нов капацитет. Јас од оваа позиција сакам да им честитам во моје лично име и во името на владата на Република Македонија почетокот на работењето на овој индустријски капацитет. Како што кажа и заменикот амбасадор, јас сум посебно возбуден кога треба да се соработува со германски компании, заради тоа што еден дел од мојот живот поминав во Германија и се надевам дека тоа што јас го научив во Германија како инженер, тоа ќе биде пренесено овдека како квалитет и технологија во Република Македонија со сите германски инвестиции, вклучително и со оваа инвестиција. Сакам од оваа позиција да искористам можноста да ги запознаам целокупната македонска јавност дека македонската влада и понатаму ќе биде посветена на привлекување на странски инвеститори, ќе биде нивниот најдобар партнер. Ние пред неколку дена ја номиниравме програмата за поддршка на македонската економија, каде што ние сите инвеститори во Македонија ги викаме македонски, без разлика дали тие имаат странско државјанство. Тие се наши и ние ќе си ги чувствуваме како македонски. Така да, практично во таа програма сакам да кажам дека и компанијата Акопласт ќе може во својата втора фаза, како што сум ја запознаен дека тие имаат и втора фаза во нивната инвестиција, да се приклучи кон новата програма која што е за економски развој, и јас правев една компаративна анализа колку тие биле поддржани во овој момент, а колку би биле поддржани со новата програма, и бројките се за нив, би кажало, храбрувачки. Тие уште и повеќе ќе бидат поддржани заради тоа што таму има критериуми, а они ги задоволуваат критериумите како добра компанија. Јас ги поканувам да дојдат да поразговараме и да ги охрабрам да и понатаму продолжат со своите инвестиции во Република Македонија. Она што сакам да го кажам е дека владата ќе се обиде, и мислам дека во тоа ќе успее и ќе бидеме посветени кон тој успех, да сите овие полиња овдека што ги гледаме заградени со ограда бидат полни со хали. Тие хали да бидат економскиот раст на Република Македонија, и ние нема да застанеме во нашата посветеност и желба да тоа го направиме, се додека овие полиња не ги видиме полни. Се надевам дека и вашата компанија ќе биде дел од таа приказка. При тоа, сакам да кажам дека ќе имате искрен партнер во владата. Јас имав многу средби со сите стопанственици од сите технолошки индустријски развојни зони, вклучително и од оваја. Разбравме за одредени проблеми, разбравме дека се уште нема конекција со вода до градот и разбравме дека се уште не е завршена канализационата структура. Сакам да ве охрабрам дека тоа посветено ќе го работиме и ќе го завршиме како што треба на време, за да создадеме услови да тие бидат и подобрени чак што више, да вие можете
да непречено работите и непречено се развивате.